Добре, еве денеска на задоволство и во присуство на младите, на задоволство и на нас повозрастните, имаме можност да видиме финализација на една прекрасна идеја, на еден прекрасен проект од Младинскиот совет, на едно прекрасно каче во центарот на градот, кој што представува центар за млади, кој што ќе нуди услуги на сите млади на територијата во општина Струмица и Струмичкиот регион. Се работи за еден проект кој што беше зацртан во стратегијата и акционите планови на младите. Општината ги отстапи овие простории веднаш на горниот дел под плоштадот во Струмица, во централниот дел на градот, како простор за потребите на младите во Струмица. Овој младински центар, како што сум информиран од страна на младите, треба да има благородни цели во функција на олеснување на животот на младите во Струмица. Она што представува административно разрешување на проблематиките со кои што се соочуваат, како и нивно упатување за решенијата кои што ги барат како млади луѓе. Ова представува каче кое што според мене како градоначалник треба во иднина да биде полно со млади, каде што и во зиме и во лето ќе има дебати, место каде што ќе се разговара за проблемите и ќе се нудат решенијата. Како градоначалник сум среќен што имавме можност да поддржиме еден ваков проект. Ние сме само реализатори на финансискиот дел од идеја до креација целото ова на младите, а истовремено знам дека ќе представува дополнителен квалитет на живење за младите луѓе во Струмица. Затоа, заедно со Советот дадовме ваква поддршка на ваквиот проект и знам дека во иднина ќе функционира за намерата и намената за која што и основот и еве денес. Младите се доста креатори, како што може да ги видите од форумите на заедници до присуство на сите собири на граѓани, но многу често се они иницијатори и на крупните проекти кои што се веќе реализирани или во иднина на општината ќе има причина и намера за нивна реализација. После толку години обстојување на Младинскиот совет, Младинскиот парламент, Младинскиот форум, генерално можем да кажем дека младите во Струмица се ретко посакувана прилика на активни чинители во општеството. Тие се инволвирани буквално во сите процеси. Без разлика дали се работи за спорт, за култура, за политиките во општината, за социјалната заштита и грижата од социјалните намери, или образованието, или било кој друг аспект, можем да кажем дека како началник сум горд за она што го постигнаа младите во овие неколку години назад. Аз знам дека имаат уште многу пред себе на кои што треба да работат, за да буквално бидат главните идеоносители и креатори на локалните политики во општина Струмица. Денеска сме присутни на свеченото отварање на канцелариите на Младинскиот совет, кои што постојаме веќе 4 години. Со самото постојање реализиравме многу проекти. Ова збирно место ни дава поголеми права, но и поголеми обврски. Овде ќе се креираат младинските политики, овде ќе се креираат разни проекти кои што се надеваме дека ќе аплицираат сите млади. Овде се добродојдени сите. Целта на ова збирно место, на овие канцеларии е дека да можеме да ги упатиме младите како да изработуваат своји сила, како да може да изготвуваат своји бизнис планови. Овде ќе имаме волонтери кои што веќе се обучени, за да може да ги го пренесат тоа нивно искуство. Се надевам дека овие канцеларии ќе бидат мотив повеќе за сите млади, да можеме едноставно да ги имплементираме сите наши искуства, да можеме да ги имплементираме сите идеи кои што ќе доаѓаат од младите и се надеваме дека сите тие идеи овде ќе бидат јавните дебати и се надеваме на краја на реализација на сите проекти. Уште еднаш голема благодарност до Советот на општина Струмица и градоначалникот што секогаш има разбирање за сите наши барања и тоа не носи кон едно ново искуство, кон едно поголемо искушение и се надевам дека ќе направиме доста проекти во наредниот период.